Се е оставено на совеста на Иџет Мемети. Советот на јавните обвинители, каде е член, нема законска можност да го разреши, а не се бара ниту оставка од него. Тој сам треба да одлучи дали ќе учествува во работата и на седниците на Советот со оглед на фактот дека нема забрана за вршење дејност и покрај тоа што е второ осомничен во случајот со примање мито од врховен судија. Како Совет немаме можност таква забрана да има, тоа останува на неговото и морален аспект и можете да се обратите кај него. Во однос на понатамошниот тек на настаните, со оглед на тоа што истражната постапка е тајна, ние континуирано како Совет ќе го следиме текот на кривичната постапка, исходот на истата и ќе постапиме согласно законот. Такво барање ние како членови на Советот не можеме да побараме затоа што немаме законски основ за тоа. Останува тој морален аспект на членот на Советот. Отворената кривична постапка од која дел е Мемети, според дел од членовите на највисокото обвинителско тело, го доведува во прашање и нивниот интегритет. Постапка е предвидена за разрешување на член на Советот на јавни обвинители, меѓутоа таа постапка треба да отпочне со образложено барање, кое што треба да биде поднесено од најмалку 20 јавни обвинители или најмалку 1/3 од членовите на Советот, но при тоа ова барање треба да биде обезбедено и со докази. Мемети не присуствуваше на седницата, а колегите му препорачаа да не работи како дел од Советот додека трае постапката против него. Тој пак ги известил дека размислува да се повлече од функцијата заменик председател на Советот на јавните обвинители. Минатата недела кривичен му го одзема пасошот на Мемети, кој не смее да ја напушта Македонија, а треба и повремено да се јавува во судот. И врховниот судија и членот на Советот на јавните обвинители се осомничени дека противзаконито влијаеле за предметот на екс-градоначалникот Стојчев, а Ѓоргиев беше фатен и со обележани 10.000 евра во понеделникот, пошто заврши во шутка. За време на апсењето Мемети не бил со него, но според истрагата тие комуницирале како да му помогнат на Боро Малборо, кој се спогоди со обвинителството за минимална казна од 5 години и 3 месеци за шверц на марихуана.